Дали постои меѓупартиски договор, дали постои евентуална таква сценарија за одложување на изборите на 12 април во случај до февруари да не завршат ратификациите на протоколите за влез во НАТО и дали има СДСМ став односно евентуално ваква сценарија? Оваа влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз, од Зоран Заев, направи се во однос на интегративниот процес на државата. Подготвени сме кога Европската унија ќе одлучи да ги отпочнеме преговорите. До тогаш, јасно е дефинирано на лидерската средба. Побаравме многу брзи предвремени избори, дури и на 22 декември, ВМРО ДПМНЕ побегна од избори. Ние сме спремни и за почеток на преговорите со Европската унија, секако и за брзи избори кога и да се. Единствен кој што бегаат од брзи избори, од предвремени парламентарни избори, се ВМРО ДПМНЕ и Христијан Мицкоски. Од ВМРО ДПМНЕ денеска ве обвинија дека не сте го исполниле ветувањето минималната плата за професорите на наставниците да биде согласно просечната плата според Државниот завод за статистика. Сметате ли дека СДСМ ќе успее да го исполни ова ветување со оглед на тоа што преговорите со СОНК се уште тече? Имајќи ја во предвид опозицијата и нивното деструктивно однесување и во рамките на собранието, можете само, вие најдобро новинарите знаете и гледате со што ли се не се соочуваме и во рамки на комисиите, но и во рамки на пленарните седници кои што се случуваат во собранието. Огромен дел од нашата програма, а тоа е во однос и на минималната плата. Наше изборно ветување е дека за 4 годишен мандат минималната плата ќе изнесува 16.000 денари. И секако, доколку не беа предвремените парламентарни избори, со таква тенденција на зголемување на платите, со субвенционирањето на растот на платите, секако дека минималната плата со сигурност може да биде 16.000 денари, а просечната плата во нашата држава може да биде 30.000 денари, земајќи во предвид сегашното и последната вест која што имавме во Државниот завод за статистика во однос на нашата просечна плата. Тоа укажува дека сме на добар пат. Сето тоа што сме го зацртале, а се однесува во однос на подобрувањето на животот, на стандардот на граѓаните, да го реализираме. Само по-конкретно имате можеби информации како течат преговорите со СОНК или? Немам информации во однос на преговорите со СОНК, секако дека чим завршат, чим има било каков епилог, на време ќе бидете запознаени.